Почитуван градоначалник на општина Неготино, господин Тони Делков, почитуван резидентен амбасадор на Јапонија во Република Македонија, госпоѓа Кейко Ханеда, почитуван господин Рубин Земон, посебен советник на кабинетот на премиерот за развој на мултикултурно општество, интеркултурализам и интеркултурни комуникации, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани дами и господа, добро вечер на сите. Морам да кажам дека ми е посебна чест и задоволство и мене и на вработените во музеј на град Неготино, што вечерва се одзвавте на поканата да бидете присутни на изложбата на јапонски графики од јапонски уметници на дрворези од 17 век од правецот укијое. Ова изложба е во соработка со Музеј на град Скопје, каде што вечерашните гости, госпоѓа Јасминка Намичева, кустос советник архитект од Музеј на град Скопје, и во соработка која што го работи проектот Музеум Линк или вмрежување на музеј, исто така и да се заблагодариме на соработката со Јапонската амбасада, односно со резидентниот амбасадор на Јапонија во Република Македонија, госпоѓа Кейко Ханеда, која што се одзва исто така на нашата покана да присуствува вечерва на изложбата на јапонски графики. Оваа изложба е малку поразлична од претходните и кои што досега биле изложени во изложбениот салон во Музеј на град Неготино, со тоа што се доловува дух на една различна култура, која што е и временски, и географски, и етнички поразлична од досегашните кои што сме ги гледале. За оваа прилика се спремав, односно дојдов до некои податоци кои што за сликарството, за уметниците, кои што би сакала да ги споделам тие сознанија со вас. Укијое правецот е еден вид уметност кој што се јавува во почетокот на 17 век во Јапонија, кога доаѓа еден помирен период на после завојувањите феудалци со желба за моќ и земја. Го прифаќаат животот како живење во моментот, опуштеност во животот, и тој дух ги привлекува тие уметници кои што го започнуваат укијое правецот и потоа и го зацврстуваат во уметноста. Тие ја представуваат овој правец или оваа уметност ја представува жената, женската убавина, убавината на лицето на жената со својата мекост на телото, нежност на кожата, кој што го доживува подемот во 18 век. Освен убавината на жената, убавиците кои што се сликаат, се представени и сумоборачите и портрети на војни. Како еден најпознат графичар, јапонски графичар, кој што го представува овој правец, е Шараку, кој што е дефинитивно верификуван како најпознат уметник од овој правец во Јапонија и во неа. Во 10-месечното творење, тој создал 140 дела, каде што ги представил убавината, ликот на жените, сумоборачите, театарските представи и воините. Инаку неговите дела се наоѓаат во реномирани светски музеи. 27 портрети на глумици се наоѓаат во Националниот музеј во Токио и тие се прогласени за културно наследство на Јапонија со исклучителен интерес. Бидејќи имат необични имиња, јас морам да ги читам. Утамаро Китагава и Кијонага Тории. Така? Се исто така познати графичари од овој правец кои што се обседнати со женската убавина и со моментната женственост воопшто. Нивниот интерес е најповеќе свртен кон насликување на убавиците во издолжени фигури, во групи и ликови на главни актери од кабуки представите. Принтовите од овие двајца графичари
го представуваат највисокиот степен на уметноста, за кој се смета дека во подоснежните периоди се ненадминати. Кунисара утигава. Својот долг живот го минува помеѓу обичниот човек, кој што е исполнет со дух на забава и мноштво театарски представи. Тој ја усовршува техниката на дрворези во највисоки стандарди, така што се забележува и тенката линија на трепките на очите. Меѓутоа, неговата фигуративна представа на жената е со низок раст, краток врат и заоблена физиономија и заради тоа и не бил прифанат од кругот на уметниците во неговото време. Меѓутоа, стручњаците од Британскиот музеј ја увиделе неговата уметност, која што покасно извршила големо влијание врз импресионистите, како што се Едгар Дега, Едуард Моне, Клод Моне, како и на постимпресионистите Ван Гог и Тулус Лотрек. Во секој случај, неговите дела се предмет за проучување од страна на стручната уметничка и од многу уметници во светот. Јас се надевам дека доловивме еден момент за и познавање за уметниците кои што се представени вечерва со овие графики, инаку ова се копии од оригиналите дрворези. Сега го замолувам и го повикувам градоначалникот на општина Неготино да се обрати и со тоа да даде поздравен говор за вечерашниот настан. Повелете. Значи нема да долушам многу, пред се сакам да се заблагодарам на поканата, на креативноста на директорот на нашата установа музеј. Сакам, почитувани љубители на културата и уметноста, пред се добро вечер и добродојдовте на ова отварање на изложбата на јапонска графика од 17-тиот век. Ве поздравувам сите вас присутни, а посебна чест и задоволство ми представува што вечерва со нас е госпоѓа Кеико Ханеда, прв резидент на јапонската амбасада во Република Македонија. Исто така сакам да истакнам дека деновиве општина Неготино е доста активна во областа на културата, исто знаете и денес искупувањата, и еве вечерва во ова општинска установа на овој настан на изложба на графика од јапонските уметници од 17-тиот век. Тоа се дела преку кои ја запознаваме земјата на изграј сонцето, а тоа е Јапонија, различна и далечна земја со различна култура и географски, и временски, и етнички. Но тоа не е пречка да се остварува соработка од секоја област, а посебно интересно што оваа соработка започнува од полето на културата и уметноста. Се надевам дека ќе продолжат овие активности и оваа соработка со нашиот амбасадор, госпоѓа Кеико Ханеда, и на секое поле. Ви благодарам. Сега, јас да ја најавам нашата соработничка, драга колешка и пријателка, госпожа Јасминка Намичева, која што е архитект и кустосоветник во музеј на град Скопје. Сега ја поканувам и таа да ни каже нешто за проектот Музеум Линк, кој што врз основа на тој проект е организирана и оваа изложба. Повелете. Благодарам, особено ми е драго што вечерва се наоѓаме во Неготино и што публиката во Неготино има можност да го открие светот од градот Едо. Ви го приближуваме оваа вечер. Градот Едо е всушност средновековниот назив за градот Токио, така што вие сте речиси во средината на Токио вечерва. Особено ми е драго што преку проектот Музеум Линк, кој вмрежува 28 институции од државата надвор од Скопје, еве остваривме одлична соработка со музеот во Неготино, но исто така ние ја трансферираме нашата соработка со сите амбасади кои што се резиденти во главниот град и во државата,
и сите изложби кои што всушност ние ги работиме како размена или изложби кои што ги добиваме во Музеот на град Скопје од странските амбасади, ние веќе трета година ги движиме низ Републиката и се надевам дека голем број од младите посетители на овие изложби ќе имаат бенефит од информациите кои што стигнуваат до нив. Јас уште еднаш благодарам за одлично организираната изложба во Музеот на Неготино. Благодарам и на амбасадорот на Јапонија што оваа вечер дојде со нас. И се надевам дека и натаму ќе успееме да донесеме уште многу интересни концепти од Јапонија. Не само граѓаните на Скопје, туку и сите останати да имаат можност да се дружат со уметностите. Ви благодарам. Сега, на крајот би ја замолила и би ја повикала амбасадорката, првиот резидентен амбасадор на Јапонија во Република Македонија, господја Кейко Ханеда, да се обрати, да даде поздравен говор, а со тоа и свечно да отвори вечерашната изложба. You're welcome. Thank you very much, Director of the Museum. Yes, Director of the Museum, Dragica Chekorova. Sorry. Yes, and the Mayor, Tony Delkov, and Jasminka. Се заблагодарува на сите што сте дојдени, дека е многу импресионирана од убавиот град Неготино, многу е задоволна од големиот број на посетители на вечерашната изложба на уметници од укијое правецот, дека има добра соработка, дека е почната добра соработка со посебно со градоначалникот на општина Неготино, со господинот Тони Делков, и се надева дека ќе уживате во вечерашната изложба во представата на уметници од укијое правецот. И јас воедно се заблагодарувам и на нашите соработници кои што ни даваат безрезервна поддршка и кои што сега ќе ги ослушниме нивниот настап, а тоа се учениците од музичкото училиште од Неготино, Цветанка Пасинечки, Ана Димова и Ива Ефтимова во придружба на пијано Емилија Кабранова Филипова, кој што се под менторство на Менка Богева. И јас ви посакувам пријатна вечер и воедно сите да уживаме во овој спој на уметноста и музичка и ликовна. Ви благодарам уште еднаш за присуството.
Thank you.